Ние го менјаме уставот. Ги ставаме 3 или 304 бугари, ја би ги стели по име и презиме. Да. Ги ставаме устав, така? Да. И утре почнуваме преговори со Европска унија. Тераме трите поглавија, супер ги поминуваме, сме се справиле со корупција, така натаму и така. Стигаме до поглавија екологија. Така е. И под превезот дека е загаден воздухот во Струмица, бугарите викаат: "Ти ни го даете Гоце Делчев, ќе пишете дека е бугарин или Ај вака да. нема да ви подпишеме дека во Ај вака Струмица да е чист воздухот." Што е подобро? Ниједна глава да немаме отворено или 4 глави да имаме отворено, па на петата да речеме ние веќе прекинеме преговори. Она што е важно и што овие избори ги прави специфични и единствени, можеби, еве до сега сум ги следел сите избори релативно, е за прв пат Македонија ќе се дели на една глобална голема слика. Така ќе се подели на изборите. Да. Тоа е, се делиме за Европа или за Исток. Сега дали тоа Артан Груби вели Русија, сега тоа е, ја тука имам моја анализа, сме ние многу Русија, ама сме Србија, Република Српска, па индиректно Русија. Значи, тоа се тие некои Преби рекол балкански... Република Српска, да. така, тие се тие некои работи за кои тука реално мислам имаме и бизнис релации со Република Српска, не вака така, приватни бизнис релации. И тука опозицијата треба да си мисли на тоа, дека има експоненти многу таму во тој дел, во коалиционите партнери, во сите тие врхушката горе на опозицијата и така натаму. У Република Српска главен бизнис Македонија гласачите ќе се делат на тоа. Дали Македонија дефинитивно ќе тргне во преговори со Европска унија и се ова што зборевме ќе стане реалност во тоа да идеме, да почнеме веќе еднаш да чекориме храбро напред, со се што знаеме, има овде луѓе што знаат, со тупаницата стисната и да идеме на Брисел да му прекосиме и да кажеме влегуваме 2030 година, или ќе останеме на маргините, на буништето, заедно со Босна и Херцеговина, со нерешено српско-косовски проблем, со доминација некоја руска внатре, со у таа некоја сива зона кај што ќе треба да се објасняваме, да главната цел ни биде само отворен Балкан и ништо друго, а отворен Балкан гледаме на што се сведува полека, значи во тој дел, значи јас као граѓанин на оваа држава не сум за тој концепт. Значи во Македонија да остане во таквиот табор. Ние одамна излеговме од тој табор, сега треба да се враќаме во тој табор со оваа политика. И тоа ќе биде на 8 мај понудата. Мислам и во кампањата, значи тоа ќе биде понудата. И граѓаните ќе треба да се изјаснат по тоа прашање. Тоа е голема работа заради тоа што овие избори се во суштина може да бидат многу добри за Македонија, по Македонија, може да бидат спектакуларно добри, брзо да се иде напред. И стварно до 2030 да станеме членка на Европска унија, а може да бидат и фатални. Значи да изгубиме уште добри 10 години чекајќи го расплетот во Босна, чекајќи го српско-косовскиот договор, чекајќи ние тука што ќе правиме, а преска ти спомна, а погледнете Албанија само што прави цело време. Ја имам една дилема само. Прашањето е дали пакетот е само Македонија и Албанија во Европска унија, или пакетот е поширок од регион на Западен Балкан во Европска унија, па дури и ние да го решиме ова прашање сега со Бугарија, дали ќе треба да ги чекаме Босна, Косово, пред се мислам Србија и Црна Гора. Пошто Србија во суштина и Црна Гора зависат од косовското прашање, од тоа решение. Знаеш што? Јас мислам прескакува ви го да не бидеме заложници на други. Дали ќе можеме сами да си ја кроиме судбината. Прескакува го спомнав лорд Дейвид Товен, оној да, британец од 90-тите години, кога Македонија во еден момент во една колумна ја стави во редот со Босна и Херцеговина, Косово, на ова мислев. Значи јас мислам дека Македонија има неповторлива шанса заедно со Албанија, со Црна Гора и со Србија. Тоа би бил пакетот. Ама ќе чекаме ли Србија да го реши косовското прашање или е небитно тоа по однос на Македонија и Албанија? Србија во следните 6 години, колку што е периодот за влез на сите овие држави, колку што е кажано 2030 година како датум, прв пат и тоа треба да се каже, дека прв пат е кажан конкретен датум од Брисел за влез, за полноправно членство, Србија до тогаш ќе го реши Косово. На овој или оној начин. Значи тие таму
знаете, Косово секој ден се решава. Ако пратите, секој ден има, као демек, не ќе ме да дадеме оставка Србите, секој ден они на теренот ја даваат се што треба прават во тој дел. Мислам дека Србија, дури на моменти, сега ова е моje лично мислење, сега можеби грешам, мислам дека тргува со тоа прашање во моментот и го гледа моментот за влез во Европска унија. Реално тоа е блокот според мене. Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора што би влегле во Европска унија. Може би Црна Гора нешто порано би влегла како пример или не знам што, не сум сигурен. А добро, ако се влоши еве ситуацијата на Косово, мислиш дека мимо Србија пакет со Србија, значи ние не влагаме до 2030. Не. Мене тезата, затоа реков и лично мислам тоа. Значи, мојата теза е дека Србија ќе го реши Косово релативно брзо во тие години. Фактички мислиш да ги почне преговорите и во тек на преговорите го решава? Србија веќе ги почна преговорите. Да, сам да кажам, треба да ги деблокира. Да ги деблокира. Она сега е блокирана малку околу тој дел. Ама знаете каде е блокирана? Она сега Србија во моментот и не само по своја вина е блокирана, ради тоа што она е блокирана ради статусот на Косово што не дава Курти не дава српски општини. Па сега тука заедница има на српски општини. Заедница на српски општини. И сега тука тоа прашање треба да се реши за да се деблокира. Тука има сега влијание и самата Србија, ама и Косово треба да одработи владата на Курти и така натаму. Значи тоа е нешто што мислам дека е жива материја и дека тоа брзо ќе иде. Да, вчера ги гледав, американците има, американската амбасада во Косово имаше многу остро соопштение контра Курти, дека блокира процеси, дека не само за динарот. И за динарот беше. Ја мислам дека тоа брзо оди, иако на некој тоа им изгледа толку например за мене поголем проблем е ситуацијата во Босна и Херцеговина. Ја искрено ви кажувам. Значи, пратете ситуација во Босна и Херцеговина, таму имате влијание во Република Српска имате директно од Москва влијание, имате од Будимпешта влијание, од Орбан, значи и се држи Република Српска во една ситуација као утре дека ќе излезе од федерацијата, така ама така едно 5 години. Затоа што следим. Да, меѓутоа тоа не дава напредок. Значи тоа не дава према Европска унија, не контрибуира ситуација. Значи во тоа го имате Милорад Додик кој се кара со оној европскиот посланик што е Шмид во Сараево цело време. Од тетки на пазар. Значи тоа ти е non-sustainable country, значи по тие основи. Значи далеку е српско-косовскиот проблем е далеку од тој проблем. А па македонскиот проблем што го нема. Значи ја не го гледам, ние имаме само една работа да решиме. Да, ние си импутираме проблем за да... Да, ние сами си ги правиме проблемите. Иначе ние за последниве ќе кажам 20 години, не 32, 20 години, од 2001, втора до денеска и со власта на тогашна СДСМ, па на ВМРО, па на СДСМ сега, ние многу работи ги решивме у Македонија, реално вака задачи што беа од Брисел, тие се решени. Ние реално со границите немаме проблем. Значи имаме позитивна препорака, значи сме решили. Со соседите немаме проблем. Освен со Бугарија сега. Освен овој проблем што е индуциран од имагинарни тези, во голема мера одговорност и на Бугарија. Не. Ово е индуциран од луѓе кои што имаат друга агенда. Апсолутно. Не дека имагинарен е имагинарен, но индуциран од луѓе кои што имаат агенда која што и во Скопје и во Софија. И во Скопје и во Софија апсолутно. Во Софија по доминација на Москва, по доминација на некои други ситуации. Не знам дали е доминација на Москва или е доминација на некои бизнис картели кои што имаат други интереси, значи и ние тој проблем особено нафтени картели, енергетски картели и така натаму. Да. Значи тоа само треба да сме свесни дека е тоа. Тоа и политички треба тоа да го разрешиме. Тоа е сега една од можностите е 8 мај. Да го разрешиме тоа. Добро, граѓаниве, мнозинството велат ако е ова последното барање од Бугарија, немаме проблем да влезат 3500 бугари. Имаме многу лоша презентација на ова што е во моментов услов. Условот не е од Бугарија. Тоа мора да го разјасниме. Добро, Европска унија. Условот е од Брисел. Добро, ама не битно. Значи луѓе ова викаат. Ние 3504 точната бројка бугари во устав или како што вика Мицкоски 200 фамилии бугари, немаме проблем да ги ставиме устав, вика само кој ќе ни гарантира дека тоа е последен услов и дека утре нема Гоце Делчев да биде услов за преговарачката рамка е гарантот. Добро. Добро, мене ме иритира да прашам гостинот.
Ај се вака на оваа тема многу пати сум раскажувал. Ама прв пат вечерва ќе Ај најдиректно. Дали американците ќе ни го чуваат грбот овој процес? Ако сме паметни. тие веќе го прават тоа. Значи, јас сега еве и у овој контекст е ова што сакам да го кажам. Ај малку да замислиме вака. Да беше Србија полноправна членка на Европска унија во хипотетичка ситуација, Ке имавме и со нив. да си ми здрав и жив. Значи, ние, пазете, со сите наши соседи имавме проблем. Можда најмал проблем имавме со Албанија. Значи, во тоа. Пошто не е членка НЕУ. Пошто Иначе не е да е член- членка НЕУ и ќе И имаме таму и ќе за имавме Дебар ќе проблем. имаме проблем, да. Ке имавме проблеми. Да. Со Грци имавме голем проблем. Го елабориравме тоа горе-доле. Со Бугарија имаме проблем. Со Србија, нас црквата немаше да ни биде признаена ако србите беа полноправна членка на Европска унија. Така. Едното прашање тоа ќе беше отворено. Второто ќе беше за некои други работи што ќе им текнеше на нив. Српски свет, чуда, врагови, таму све ќе имаше тука по територија на Македонија. Бановина до 41 и така дале и така дале. Значи сега да Малце поразличен е пристапот у српската политика од тој аспект. Не, ми не, се не, согласувам. Не, ама само заради тоа што Ама не имаше се- веројатно Ама некој ние- економски да не бидеме услов или глуви, било ние како. ние ги слушаме нив. Ние ги слушаме, ја бар тоа гледам на телевизија, нема, еднаш неделно Македонија ја елаборираат на еден многу незгоден начин, како да ви кажам, тие Да, затоа нивните што ние сме таму последната званици брана и пред така да се натаму. зголеми за нив уште Да, тродупло притисок. Србија се однесува сега во моментот, ако приметувате, малку и патерналистички према Македонија, према народов, према ова, навиваат малку контра бугарите сега и они и водат една таква политика. Меѓутоа, мене не ми беше тема Србија. Значи, дали ние во моментот, токму поради тоа што сме такво едно бисерче што и србите го сакаат, и бугарите го сакаат, и грците го проблематизираа и така натаму, а од друга страна па имаме среќа што Србија и Албанија не се членки на Европска унија, исти се кон нас, дали сега не е моментот ние да скокнеме? Значи сега, според мене, ова е моја приватна анализа, значи сега е моментот да се скокне, да се реши со Бугарија проблемот, во смисла не дека тој ќе се реши онака како што тие бугарите таму во Софија, некои таму мислители, писатели, политици што викаат они и така дале замислуваат, него прагматични да бидеме во тој процес. Што значи тој прагматизам? Сега вели вака, ај ќе ги примиме бугарите, ама проблемите нема да бидат завршени, темите се отворени. Па темите тебе со сите ти се отворени. Па тебе и со Холандија имаш ти теми отворени. Холандија утре ќе дојде ќе ти рече корупцијата ти е голема, нема да мрднеш од трета глава натаму. 24 и 25 глава е владење на право и организиран криминал. Па Холандија е најгласна во тоа, значи не е темата идентитет, темата е Добро, ама корупција. еве, за Значи, Гоце Делчев ни бара. Да. Види, Милош, ама тоа се ако- ствари, ако- тоа се работи кои ние ќе седнеме. Значи, гледайте се вака. Значи, ние не сме ни престанале да разговараме за тоа. Договорот кога е потпишан? Па и пред 2017. договорот. 2017. Па и пред договорот. Па никогаш бугарите никад не го признале Гоце Делчев како македонец. Па нема ни да го признаат. Зашто тоа е нивно право. Како што ние сега ќе ми биде дозволено да кажам како што ние Александар the Great го направивме македонец дека е, по сите варијанти, како и оно од Пакистан, како се викаше тој кралјот таму што доаѓаше, и тој го направивме македонец. И За крале тоа од Марко- кунзите не знам, ама и- Александар Македонски Да. македонец се кажува. Не во ред, сега да не навлегуваме у тоа, нели во тоа, него ние збориме, ние живееме во 21 век. Во 21 век има историографија напишана. Добро, и ти По доаѓа таа некој од Софија и историографија, ти вика ние не е сакаме- така. Ние сакаме да влеземе во држави кои ја користат таа историографија, што ние ја проблематизираме. Ама ние не сме били ни на мапата која пишувале они. Па- Не сме имале удел во таа историографија и заради тоа не можеме да се токму поради согласиме тоа, бланко. Токму поради Да. тоа. Јас што е мојот Ама предлог? зошто Милош треба да се согласуваме со некој Да, дали Александар да, Македонски види, или македонец? Ама види, Значи ние си го најконкретно е Не, прашањето. ама ние си го Почињаме промовираме преговори Александар со Македонски Европска како унија. македонец. Чекам. Ние дома нас Ние ние си македонец. раскажуваме за тоа. Океј, бе, Така, нема проблем. он кај него дома Ама ќе нема рече проблем со Александар Македонски е бугар. Друго е и што сака проблемот. нека се избори Така дома. е. Друго е проблемот и друго е стравот на народов и сакам да го слушнам Зиков што мисли како да се надмине тој значи, страв. Значи луѓе во што викаат? Ние го менјаме уставот. Ги ставаме 304 бугари, ја би ги стели по име и презиме. Да. Ги ставаме устав, така? Да.
И утре почнуваме преговори со Европска унија. Тераме трите поглавија, супер ги поминуваме, сме се справиле со корупција, така натаму и така. Стигаме до поглавие екологија. Така е. И под превезот дека е загаден воздухот во Струмица, бугарите викаат ќе ни го даете Гоце Делчев, ќе пишете дека е бугарин или Ај вака да. нема да ви подпишеме дека во Ај вака Струмица да е чист воздухот. Што е подобро? Ни една глава да немаме отворено или четири глави да имаме отворено, па на петата да речеме ние веќе прекинеме преговори. Значи, зборувам за практично преговарање. Значи, во тоа ние треба да бидеме паметни, да ги отвориме преговорите. Во тие преговори имате глави од секакви во сите сфери. Преговорите не се само да се гледаме преку нишан или на масата со една ограда пред нас вака и се гледаме сега со онака и не разговараме. Тоа не се преговори. Во преговорите има нати го, дај ми го. Има тоа, ти што ме праша сега, ај екологијата, ама Гоце. Ама има и друго. Ај ќе ти дадам банка, ама ќе ми дадеш тоа. Значи, ај ќе ти пуштам нешто, ќе ми пуштиш друго, што не е политика и што не е историја. Значи, ние треба да се научиме да преговараме, или тоа што и животот во Европска унија како полноправни членки е преговори. Тоа е состојба на преговори цело време. Ние како ќе, еве утре, хипотетички сега, 2030 стануваме членка на Европска унија, така? Потоа има едни други фондови што треба да ги примаме како полноправна членка, тие ги викаат кохезивни фондови. Значи, тие Хрватска сега што ги зима по 10 милиарди на 2-3 години што ги добива. Една држава од 4,5 милиона што бевме исти во 2005 на стартот. Да. Сега видите, отидете во Хрватска не можете да ја препознаете, а ние спиевме толку години. Сега, значи, тогаш ти преговараш и за тие фондови. Ти цело време во Европска унија преговараш. Исланд знаете зашо е излезен од Европска унија? Заради законот за рибите, за риболовот. Да, за ексклузивните зони. Апсолутно. Тебе утре може да ти дојде од Грција. Еве ќе ви кажам практичен пример што може од Грција да дојде нов objection, не за Александар Македонски и за античка Македонија, за водите на Вардар. Значи, јас знам, сум седел на маса, еве, например, една од причините зошто 14 тендери за Чебрен Галиште беа неуспешни и на крај овој што требаше да биде успешен, ако се сеќавате сега скоро, да. Грци треба го мање више да го требаше да го добијат. Така? Да. То знаете зашто е? Пред 10 години сум седел со грчки амбасадор у тоа време во Македонија. Пред 10 години кога беа неуспешни тендерите. Кога се редеа тендери неуспешни. За Ова е 9 или 10? 14 неуспешни тендери. Знаете што ми рече? Пред 10-12 години амбасадорот. Вардар не може да го гради компанија што нема да биде грчка. Или ќе го градат грци, или ќе го градат грци и македонци заедно. Заради тоа што Вардар преку Гевгелија од другата страна е Аксиос по меѓународни конвенции на вода. Грција има право на водите на Вардар како што има и самата Македонија. Заради тоа што Аксиос доле го наводнува цело Солунско поле. Сега ние можеме да кажуваме како беше песната наше ќе биде и Солунско поле, меѓутоа технички не е. И формално правно не е. А ќе биде ако сме Европска унија. Ако сме Европска унија ќе биде. Сега може ли утре во преговорите Грција да ставе ново вето? Ако ние не се договориме со Грција, така? За тоа збориме, култура на преговори. Поентата ви ја разбирам, но не можеш да преговараш од позиција во која што ти си подредената страна. Да, Милош, и ти си надвор. Само вака да ќе дополнам тезата за да искоментирам. Дали имаме некој кој што ни го чува грбот, тоа е прашањето, затоа што во моментов гледам дека Америка има најголем стратешки интерес од проширување на Европската унија, поголем и од државите членки на Европската унија. Ако они ги па тоа само прашам гостено. Значи тоа е затоа што види, ако може да им го кренат кој да е северен тек во воздух, така е. Веројатно можат да издействуваат и Македонија да стане членка на Европската унија вака. Безбедносната архитектура на Европска унија, која сега стана многу важна со војната Украина-Русија, целата безбедносна архитектура подразбира прием на Западен Балкан во Европска унија. И заради тоа за прв пат европејците мораа, јас ќе кажам, ја не сум некој фан на некои држави во Европска унија, тоа ви кажав преска што мислам на другата тема околу тоа
тие елити во Европска унија, аристократи, чуда краљевства и така дале, тие ни се на нас реално природен непријател на Македонија. Тие во 12-та година они се спонзорите на све што се случувало на Балканот после Отоманска империја. Значи во таква работа. И тогаш Америка беше на страната на Македонија, да не се дели Македонија. Значи, вие не можете да очекувате тука, ние можеме само технички да напредуваме и у еден момент да го заслужиме нашето членство внатре. Тоа значи компромиси по патот, преговори и така натаму. Структурата на поддршката што ја имаме ние во моментот, не случајно Америка, Соединените американски држави се стратешки партнер на Македонија. Тоа со договор е тоа направено. Два договори има такви, така Америка, Македонија и Израел. И Израел. Мислам дека и Кувајт, не, два се. Само ваков договор за стратешко партнерство Америка има со Македонија и со Израел само. Значи, тоа е моментот кај што ти дава гаранција. Од друга страна, ај сега вака и ова да го кажеме. Дали во последните 5-6 години, 4-5 години, од 2017 навака, дали Бугарија драматично не ја смени позицијата кон Македонија? Подпишавме 2017 во релаксирани односи, подпишавме договор, така, Заев, Борисов. После тоа се затегна односите, така? Ама после тоа се стопи затегнатоста. Значи, вие во последната година и пол, откако добија некаква стабилна влада, сега не знам и колку е стабилна таа, ама е прозападна, ако се исклучи сега Радев со Јотова, ако го земете само владата и потонувањето на Каракачанов, на Слави и на сите тие што беа труби на Москва, значи у целата работа, вие денеска имате друга Бугарија во односите со Македонија. Имате ли провокација? Немаме провокација. Година и пол ние не ќеме тоа да го видиме? Зошто не признаеме дека нема провокации, дека се малку си изјавите од типот за историјата? Ние немаме реално нема. Најголемите национални телевизии во Македонија имаат една огромна кампања посетија Бугарија. Ние го задржавме вордингот, они го сменија вордингот у Софија. Мене сега еден писател скоро од Бугарија дојден во Македонија и ми вика: "Што е проблемот?" вика. "Па ние веќе не збориме за тоа. Ние признаваме македонски народ, не збориме за историја. Вие продолжите, вика, да зборите за историја. Ние продолжуваме, ние и вечерва збориме за тоа истото, така?" Значи, они не зборат веќе за таа работа. И сега они со тоа што сакаме ние сега да кажат сега, дека да се откажат они апла, да речат: "Не бе, вие сте македонци 20 века." Значи, тоа ли чекаме ние да кажат они? Не може да ти го кажат тоа кај нив, тоа е запишано дека не е така. И тоа што рече прескати за Александар Македонски, нека си мислат они што сакат за нивната историја. Ние мислиме, ние што мислиме во тоа. На крајот на денот, ајде, као Гоце Делчев што кажал, светот го разбирам као поле за културен надпревар. Ај ќе се докажеме во Европска унија, ај ќе влеземе. Па ќе се докажуваме внатре. Јас сум за тоа, ќе се докажуваме со економија, ќе се докажуваме со аутопатишта, ќе се докажуваме со пруги, ќе се докажуваме со култура. Значи, тоа е моментот и јас сум за тоа. Мојот план е тој. И колку повеќе луѓе убедиме кон тоа, ние ќе станеме и нација која нема да зрачи со комплекси. Ние сега ќе излеземе надвор да зрачиме со комплекси. Значи ние све некој нешто ни е крив на нас, секој не повредил, сите ги мрзиме ние нема за 30 години све мрзиме ние. Само шо да го додам.